Има неколку поенти од интервјуто на председателот на ССМ Слободан Трендафилов, кои што потврдуваат голем дел од она што сме го зборувале за карактерот на премиерот Христијан Мицкоски. Првата теза дека тој ги гледа луѓето како пепељари, ги користи и потоа тоа веќе не му требаат. И убаво кажа председателот на ССМ, да, јас сум работел со сите опозиции, меѓу другото работев и со опозицијата која што денес е власт, со ВМРО-ДПМН. Убаво кажа дека он има принципиелни ставови во смисла на тоа дека не е битно кој е на власт, тој бара зголемување на минимална плата, обезбедување на достоинство за работникот и обезбедување на корка леб за работникот. И тоа е ослободено од било какви политички етикети. 620.000 работници, тоа е поголемо од било која политичка партија. Ама трагично е тоа што во Македонија сите ги лажат работниците, сите ги злоупотребуваат работниците и сите им ветуваат брда и долини се додека не дојдат на власт. Кога ќе дојдат на власт, тогаш работниците се лоши, синдикатите се политички и така натака и така натака. И многу убаво објасни за какви луѓе на власт станува збор. Тогаш чинел кога требало да организира штрајкови на вработени за да може ВМРО-ДПМН да крива рейтинг и да собира политички поени, а сега истиот тој синдикат да не чини. И зашто Христијан Мицкоски кога излегува на пресконференција и кажува дека аз дисувале, зашто не каже дека имали тајни средби? Зашто не каже и дека веројатно нешто му ветувале на ССМ? Зошто се обидувате секој што бара нешто од оваа влада, а оваа влада е влада на сите граѓани, на сите работници, без разлика какви политички обидувања имаат, зошто се обидувате да ги дисквалификувате на секој начин?